إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، بإذن الله تعالى večerva ќе продолжиме со едно ново поглавие, а тоа е, како што напомнавме во минатиот дерс, бабу навақидул вуду, значи поглавието поништувачите на абдестот. Кои се оние работи кои на човекот му го поништуваат неговиот абдест? Зошто треба човекот да биде во потполно знаење, да бидат во јасност кога неговиот абдест е анулиран, е поништет, за да не мислит дека се најдуват во абдест, а односно го имат изгубено, и така после да земит да се клањат, да прави таваф, да земит да читат Куран и слично, со мислење дека имат абдест. Велит авторот ابن عبد الهادي الحنبلي رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة العشاء فقال رجل لحاجة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه حتى نام القوم أو بعض القوم ثم صلوا. رواه مسلم. وفي لفظ له: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. Во овој хадис, што пренесет од Анас ибн Малик ради Аллаху ан, велит Анас дека се викаше и каметот од јацијата. Значи ова е во джамијата од пекамберот саллаллаху алейхи васелам. Се вика и каметот од јацијата, и еден човек од присутните му се обрати на пекамберот саллаллаху алейхи васелам и му рече: јас имам потреба, значи лична потреба. Така се обрати пекамберот саллаллаху алейхи васелам до тој човек и разговараше со него директно. Оние, останатите од сахаба редвануллахи алейхим, кои беа присутни, тие во текот на чекање, кога разговараше пекамберот саллаллаху алейхи со тој човек, толку долго остана во разговор, што еден дел од сахаба ги фати сон, заспа. Thumma sallu. И после тоа, кога пекамберот саллаллаху алейхи васелам заврши со разговорот со тој сахаби кој имаше лична потреба, тогаш се клања. Овој хадис ја пренесе, значи, во Сахих Муслим. Другиот хадис, што е исто од Анас ибн Малик ради Аллаху ан, во Сунан Аби Давуд пренесет, а тоа е: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. Во оваа верзија на овој хадис, што е во Сунан Аби Давуд, велит Анас ради Аллаху ан дека сахабите од пекамберот саллаллаху алейхи васелам во времето од пекамберот саллаллаху алейхи васелам е чекаа јацијата
до најкасното време. И ова е, значи, најпрепорачливо за јацијата да се чека, значи, до најкасното време. Но тоа е за оние кои, значи, не поседуваат никаква опасност да им избегат јацијата, да се успијат, или па да имаат после тоа тешкоти, значи, во идниот ден, дали тоа е врска со работа и други слични работи, за да го практикуваат, значи, ова. Но тука, во овој хадис, како што кажуваат Енес ради Аллаху ан, дека сахаба ридвануллахи алейхим чека јацијата до крајното, последното време. Така што, од тоа долго чекање, на некој од присутните во џамијат од пекамберот салаллаху алейхи ва селам им паѓа нивните глави. Значи се успиува. Значи човек кога е седнат, ќе заспие, значи му паѓа главата негова на неговите гради, така речено. Така се успиува некој од тоа долго чекање, thumma yusallun. И потоа, кога ќе се викне шикаметот, станува и се клања, wala yatawadda'un, и не зема одново абдест. Третиот ривајет, третата верзија на овој хадис, исто што Енес ради Аллаху ан пренесуват, а тоа кај Бейхақи, لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظون للصلاة حتى إني لا أسمع لأحدهم غطيطا ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. Во овој хадис, велит Енес ради Аллаху ан, јас ги видов асхабите од пекамберот салаллаху алейхи ва селам, како тие беа разбудувани за намазот, така што јас од некого слушав неговиот глас кога ќе заспие човек, значи грчење, така речено, thumma yaqumун, потоа станува и се клања без да обноват абдестот. На крај од овие три верзии на хадиси, велит Ибн Абдул Хади, авторот на оваа книга, Ал-Хамбали рахимуллах, وقد اختلف في حديث أنس. Значи, има значи, недоразбирање, односно многу врси на ривајети во врска со хадисот на Енес ради Аллаху ан, точно за оваа тема, во врска за оваа тема, значи, за сонот, кога го фаќат човекот, а тој се најдуваат во џамија, го чекат намазот. Значи, во овој хадис, како што гледаме во сите тие три верзии, имат различни пренесувања и така го напомнуваат Ибн Абдул Хади, рахимахуллах. Шејх Зейд, рахимахуллах, во објаснувањето на овие хадиси, вели следното. Дека навақидул вуду, значи, поништувачите на абдесот, значи, оние кои кога човекот ги прави еден од нив, значи не значи тој сите да ги направи па неговиот абдест да се расипит, доволно е една од тие работи да се случи и така неговиот абдест стануват поништен и треби тој неговиот абдест да го понови. Потоа вели Шејх Зейд рахимуллах, во врска со муслиманот кој има земено абдест и потоа одит во џамијата и чекат намазот. И во текот на неговото чекање во џамија, тој човек се успиуват. Во врска со ова успиување има три ситуации. Три ситуации се. За да разбериме исто, оние пренесувања во хадисите на Енес ради Аллаху ан, односно во верзиите на Енес ради Аллаху ан, за да ги разбериме подобро и да знаеме како треба тие да се тумачат, односно како треба тие да се стават во пракса. Првата ситуација, вели Шејх Зейд рахимуллах, е да човекот е седнат, значи не е потпрен. Пази, значи овде не треба врвно да пазиме, не е седнување истото и потпрен над зид.
човекот е седнат, не е подпрен ни легнат, седнат е во средината на џамијата, немат ни ѕид, ни ступ, ни слично ништо. Седнат е човекот и чекат намазот. На овај човек, во текот на неговото чекање, му паѓаат главата. Значи се успиуват и му паѓа главата надолу. И пак се разбудуват. Пак после едно време, пак му паѓат, пак се креват, пак и така натаму. На овај човек, вели Шех Зейд рахимуллах, не му е расипан неговиот абдест. Ако еден, значи, се најдит себе си во ваква ситуација, тогаш неговиот абдест е коректен и кога ќе се викат и каметот, тој може слободно да станет и да се клањат. Значи ова е првата ситуација. Втората ситуација, да биде тој да се најди себе си во џамија и да има предходно, пред неговиот влез во џамијата, земено абдест, кога влагат во џамија, тој легнуваат странично, дали тоа тепик или на земјата, ако нема тепик и слично, легнуваат странично и заспиуваат. Кога тој во оваа ситуација се најдуваат и губит свеста, губит осетите негови во оваа ситуација, му е задолжно на него да го повтори неговиот абдест. Зошто? Неговиот предходен абдест, кој ги има земено, се имат со оваа ситуација анулирано, се имат поништено. Значи тој е легнат, заспиуват и ги губит осетите, губит совеста. Иако е за кратко време, треба да го повторит неговиот абдест. Третата ситуација, која спомнуваат Шех Зейд рахимахуллах, да биде човекот подпрен на еден ѕид или на еден ступ. Така што тој заспиуват и повторно ги губит осетите и губит совеста, исто во овај случај е како втората ситуација, а тоа е го губит абдестот, му се анулират абдестот, треба да го повторит, не смеат да се кланјат во таа ситуација. Значи, ако тој подпрен и губит совеста, и ги губит осетите, иако е можеби за кратко време, немој некој да се измамит, за да мислите, беше кратко, ти не знаеш колку беше тоа кратко. Дали беше минута, 2, 10, 15. Затоа, во овај случај, се земат повторно абдест. Значи, единствена ситуација е првата ситуација кој можеш да продолжиш и да клањаш намаз. Другите две следни ситуации треба да го повториш абдестот. Исто, друга ситуација кој спомнуваат Шех Зейд рахимахуллах, а тоа е човекот да заспие на сеџда. Сега може би некој ќе се праша како може да се случи да некој во сеџда да заспиет. Нормално, ако се кланјат некој како кај нас, како една кокошка кој чокат, нема да заспиет, туку ќе го разбудат убавото. Но овде се зборит, значи, оние луѓе кои нарочито ноќен намаз извршуваат и остануваат на сеџде можеби сат време, 2. Се случуваат. Селеф го практикуваат тоа.
sat време на seđda. Ние sat време имаме време на телефон. Не ни се здосадуват. Но селеф, ради Аллаху анхум, тие бара близината Аллахова. И на нив не им се здосадуваше во извршување на ибадетите. Ако во случај, вели шејх Зейд рахимуллах, во оваа ситуација се случи да тој да заспиет и да изгубит осетите и совеста, иако е можеби за кратко време, неговиот абдез е анулиран и исто така излага тој од намазот. Треба да го повтори, значи, да го повторит неговиот абдест. Ова беше во врска со тие три верзии од Анас ибн Малик ради Аллаху анху. Значи, да знае човек кога му се расипуват, кога не, за да бидиш во јасност. За да бидиш во јасност кога извршуваш твоите ибадети. Кога извршуваш твоите ибадети. Зашто овие работи се, значи, врвно важни за тебе, што целиот живот те следат. Исто може да ти се случи ситуација, например, во време на хаџ, во време на умра, пред да го извршиш тавафот, што е услов во текот на тавафот да имаш абдест, ти сакаш малце да се одмориш кратко време, зашто си изнемоштен, и тогаш се потпираш ти негде, или легнува странично, и за мало време, значи, губиш осетите. Тогаш, што ќе правиш ти во таа ситуација? Не можеш, можеби, не си во можност тогаш да земиш телефонот и да се јавиш или да прашаш, треба, значи, овие работи да ги земиш со себе, за твојот живот, за да бидиш во јасност во секоја ситуација во која се најдуваш. Следниот хадис во ова поглавие велит ибн Абдул-Хади рахимуллах: وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني امرأة استحاضة أفلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. متفق عليه. Во овој хадис, што е пренесет од Аиша радијаллаху анха, да Аиша радијаллаху анха кажуваат, дојде кај пекамберот салаллаху алейхи ва селам една жена, незиното име беше Фатима бинт Еби Хубейш. И таја го праша пекамберот салаллаху алейхи ва селам следното: Инни имратун устихад. Му кажува на пекамберот салаллаху алейхи ва селам: јас сум една жена кој нон-стоп течи, односно излагат крв од, значи, гениталниот орган. Фала атхур. Така што, значи, никогаш не престанува таја крв да излагат, така што јас никогаш не станувам чиста. Дали да го оставам јас намазот? Тогаш пекамберот салаллаху алейхи ва селам му одговори, му рече: ла, не. Навистина, тоа тебе што ти се случуват, што ти имат снајдено, таја е, значи, една повреда. Значи, во гениталниот орган, што предизвикуваат да нон-стоп да течи крв. А не е тоа крв на менструација.
Значи не е крв од менструација. Така што, кога ќе ти дојдит, му кажува пекамберот салаллаху алейхи ва салам како да прави, како да чини во иднина. Кога ќе ти дојдит менструацијата, остави го намазот. Кога ќе исчезнет, така гусули се, очистија крвта од тебе и потоа клањај се. Клањај се. Овој хадис е заверен во Бухари и Муслим. Овде учиме од овој хадис дека во врска со понештувачите на абдестот, оние луѓе кои имаат тука жените проблем со ваѓање, течење нон-стоп на крв, или па оној кој имаат нон-стоп му капит, значи урината, излага, значи од неговиот генитален орган, дали е тоа машко или женско, значи нон-стоп излагат урина. Не може да ја контролират. Или па излагање нон-стоп на воздух, без да може тој или таја да го контролираат. Овие работи, значи излагање на урината, на воздухот и крвта на менструацијата, сите овие работи го поништуваат абдестот. Но во врска, кога се устануват дека тоа е една болест, што тој, потрефениот човек, нема што да прави тука, тогаш е тој оправдан, и што прави тој? За секој абдест, или таја жена што има таква случка, за секој абдест, за секој намаз, земат нов абдест. Значи, идет пладне намаз. За пладне намаз земат абдест. После пладне намаз не чувствуват да го имат расипано абдестот до икиндија. И може би ќе помислит, јас можам, не се случи ништо. Дакле, не смет. Тој повторно требит и ќе чекат времето да влезит од икиндија. Исто тоа е, како што спомнува тука Шејх Зейд рахимуллах во објаснувањето, важно е за него да тој или таја, што се од овие работи потрефени, треби да чекат да влезит времето од тој намаз и тогаш да земит абдест и да се клањат. И тогаш кога ќе влезит времето и ќе земит абдест, и ако течит крвта или урината или воздухот, тој е оправдан и неговиот намаз е аутентичен, коректен, прифатен. Значи, важно е дали е тоа врска со една жена има проблем со крвта, што нон-стоп излага крв, или урина, или воздух, сите тие работи, значи треби да чекат влагање на времето тој намаз и да се абдестуват и потоа се клањат. И тој или таја, значи, слободно може да чини и да прави сите оние работи како еден здрав човек, што? Како еден здрав човек. Зошти крвта на една жена што има јани мустахада, таја крв се разликува потполно од крвта на менструацијата. Значи, таја крв се разликува потполно од крвта на менструацијата. И како што вели Шејх Зейд рахимуллах тука, значи жените се подобро информирани и знаат тие работи подобро. Значи, крвта на таја мустахада, како што беше оваа сахабинка Фатима бинт Еби Хубейша радијаллаху анха, што течеше нон-стоп крв кај неа, таја крв што тече цело време без прекин, таја крв е
normalna, obična krv. Znači, nema takov težok miris. Ili ne je taka debela krv. Tuku je tanka krv, kako човечката krv, što ja poznavam. A krvta na menstruacija, znači imat miris i така натаму, и фарбата поинаква, и така натаму. Znači, ovdje работи treba ženите vrvno da ги пазат и да бидат прецизни. Да бидат vrvno precizni. Тука се работит за намазот, тука се работи ако е во месец на Рамазан за постот и за други vrvni ibadeti. Z drugi vrvni ibadeti. Потоа Ибн Абдул-Хади, рахимахуллах, спомнуват следниот хадис, а тој е عن علي قال كنت رجلا مذاء فأمرت مقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فيه الوضوء متفق عليه. Во овој хадис кажуват Али ибн Аби Талиб радијаллаху ан, кажуват за себе си дека јас бев човек кој излага од мојот генитални орган капки. Значи, капки излага. Без, значи, да имат однос или сон или така слично, значи, излага капки. Фа амарту Микдад. Така му наредив на Микдад, на еден друг од сахаба, да го прашат пекамберот салаллаху алейхи што треби јас да правам. Зашто Али радијаллаху ан се страмеше од пекамберот салаллаху алейхи ва селам и беше негов зет исто да му го поставит ова прашање. Така што го испрати Микдад радијаллаху ан да го праша пекамберот салаллаху алейхи ва селам што треби оној човек да прави, што излагат од него е, значи, меди. Значи, капки на задоволство. Фихи л-вуду. Значи, рече пекамберот салаллаху алейхи ва селам, одговори дека во таа ситуација, ако се најдува човекот, треби да земит абдест. Значи, земат абдест. Значи, излагањето на тие капки, транспарентни капки, го поништуват абдестот. Треби, значи, човекот да го измиет, да го исчистит неговиот генитални орган и неговата облека која имат потреба, и потоа земат абдест. Шејх Зеид, рахимахуллах, велит дека она што излагат од гениталниот орган, дали на машкото или на женското, се 4 врсти. Тоа е урина, или медјун, значи како Али радијаллаху ан тука, значи тие капки, транспарентни капки на задоволство, ва wedјун се она субстанца која излага, значи, после интимни односи. Кога човекот уринират и излагат, значи, таа субстанца, заедно со урината, таа субстанца е wedјун и менјун. Мени, значи, е спермата. Овие 4 рабоче, значи, излагаат дали е тоа машко или женско. Вели Шејх Зеид рахимуллах, што се подразбират нечистотијата на овие работи, првите 3, баул, урината, медјун, wedјун, се тие нечисти. Така што, ако некоја од овие 3 работи излагат од органот, требит да се измиет,
треба да се измие добро и да се измиет она место од облеката што е, ако е потрефено, или од телото, и потоа, значи, да се земат повторно абдест. А во врска со мени, значи со спермата, дали тоа е во сонот или со интимни односи, го прави задолжно гусулот. Значи, тука не само абдест, туку треба човекот да се гусулит. Но, тука имате една работа, а тоа е следното, вели Шейх Зейд рахимуллах, дека спермата на себе си е чиста. Значи, ти не можеш да мешаш тука зошто треба гусул и други работи. Ова е вера. Ова не е логика ти да мислиш ја, кај мене, кај тебе логиката, твоја логиката моја. Не. Овда, значи, што се подразбират за менју, значи земање, тогаш треба дали тоа во сон се случува или во интимни односи, задолжно ти е да се гусулиш. Но, спермата не е како трите претходни работи. Урината, капките и тоа што е исто со урината кога излага таја субстанца. Значи, тие се нечисти. Тука спермата е чиста. Значи, на себе таја е чиста. Но, задолжно е да земиш гусул. И сега, исто друга важна точка, која спомнува Шейх Зейд рахимуллах, а тоа е, ако дел од спермата падне на еден дел од твојата облека, ти тој дел го исчистуваш, го чистиш, го измиуваш. Го измиуваш за да биде чисто, да не изгледа, значи луѓето да имаат лоши погледи кон тебе. А не го чистиш и тоа поради што тоа е нечисто. Значи, нема тука врска со нечистотијата. Туку за да изгледа дека е очистено, а не дека е нечисто. Исто, други работи, кои во врска со жените се, а тоа е што расипуваат, значи го анулираат абдестот, а тоа е, значи, онаа крв на менструација, и крвта исто, крвта на после породување. Кога една жена породуват, таја крв, дали тие се 20 денови, 30 денови, 40 денови излагат, таја крв е, значи, нечиста. И во тоа време му е забрането на една жена да се кланјат или да постит. Следниот хадис, кој го спомнуваат авторот Ибн Абдул-Хади рахимуллах, тој е Ан Аишата радијаллаху анха قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلي المستحاضة ولو قطر الدمع على الحصير رواه أحمد والإسماعيلي ورجاله رجال الصحيح. Во овој хадис, кој е пренесет од Аиша радијаллаху анха, а тој е, пегамберот салаллаху алейхи ва салам велит, жената која е мустахада, значи е потрефена како сахабинката Фатима бинт Еби Хубейш, значи нон-стоп течење на крв од органот, од гениталниот орган, таја се клањат, значи кога исполнуваат тие услови кои ги напомнавме да влезет времето и тогаш да земит абдес и така натаму, таја се клањат, продолжуваат во нејзиниот намаз, иако можеби капит нејзината крв на тепикот. Иако капит, значи, нејзината крв на тепикот. Овој хадис ја пренесет од имам Ахмед во Исмаили и пренесувачите на овој синџир се пренесувачи, значи,
на Sahih, znači na Sahih, znači Buhari i Muslim. Znači ги исполнуваат условите на Бухари и Муслим. Во овој хадис учиме дека и тој што е потрефен има проблеми со неконтролирање на неговата урина, кога зема тој абдес, влезено е времето и се кланјат, иако капит неговата урина, тој продолжуваат да го извршуваат неговиот намаз, зошто тоа не е во неговата моќ. Што е во неговата моќ, тој го имат направено и спремано и потоа влага, значи, во намаз. Така исто таа жена која имат проблеми со, значи, нон-стоп излагање на крв, тогаш значи се кланјат иако крвта течит. Но Шејх Зейд рахимахуллах велит дека во времето, во минатото време, во времето на сахаба редвануллахи алейхим, не значи това да жената да не биде пазлива и да не стави нешто памбук или слично во гениталниот орган, што е контролира таја крв, да не течи таја крв, да не му се згадува некому од таја крв, например во џамија која, и слично. Значи, е пожелно да таја жена да стави памбук. И како вели Шејх Зейд рахимуллах, во нашето време, значи, тие познати памбуци, што е едно олеснување за оние кои се потрефени од оваа работа. И нормално, значи, таја жена која е, значи, која е искушена со оваа болест и таја се стрпуват и ги извршуват наредбите Аллахови онака како што требит и се трудит максимално, значи се надеваме исто да незината награда исто така да биде огромна. Значи, затоа муслиманката или муслиманот што имат проблем, значи, со урината и други воздух и така натаму, значи, ако е искушан со таква работа, требит да биде стрплив во тоа што се најдуват и да го правит најдоброто што му е дадено, што имат во можност. А не е, значи, излез и не е, значи, остроумност да тој да седнит скрснозе и да се тажит и да кажува, значи, некој селски муабети. Следниот хадис го спомнуват Ибн Абдул-Хади рахимуллах, тој е عن عروة بن زبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. Исто овај хадис je пренесет од имам Ахмед рахимуллах и исто така пренесувачите во Синџирот се, значи, во Сахих. Во овај хадис кажуват Аиша радијаллаху анха дека пекамберот салаллаху алейхи васелам бакнуваше некој од неговите сопруги, а потоа излезе за намаз да ги клања, значи, муслиманите и не зеде абдест. Значи, да сватиме подобро, пекамберот салаллаху имаше земено предходно абдест и потоа бакнуваше некој од неговите сопруги и одеше во џамија и не го повторуваше абдестот. Значи, немој да свати некој дека општо не земаше пекамберот салаллаху алейхи веселем абдест. Не. Пекамберот салаллаху алейхи веселем имаше земено абдест и потоа бакнуваше некој од неговите жени и потоа се упатуваше во џамија да и клањат муслиманите. Тука, значи, многу алимите велат дека некои жени, значи Аиша радијаллаху анха, значи тука за себе се зборит во вистина, зашто таа знаеше што се случуваат со неја
во нејзината куќа, кога беше пекамберот салаллаху алейхи ва селам, но од нејзината, значи, висок морал, значи, го кажа тоа во една форма на општо. Значи, општо, значи, некој од жените ги бакнуваше пекамберот салаллаху алейхи ва селам и потоа, значи, излагаше и се клањаше, значи, намазот и ги водеше муслиманите во намаз. Шех Зейд рахимулла велит, ова е, значи, меселето, дали се расипуват абдестот од бакнување на својата сопруга или не се расипуват абдестот. Дали, значи, исто допирањето, допирот до твојата сопруга или до други, значи, жени, се расипуват абдестот или не се расипуват абдестот. Шех Зейд рахимулла го поделуваат ова меселе во две ситуации. А тоа е првата ситуација, ако тоа се случи, тоа бакнување со страсти, значи тука го следат тоа бакнување, страсти исто така, тогаш тој абдест или тоа допирање на твојата сопруга, го следат страсти, тогаш тој абдест е поништен и требиш повторно да земиш абдест. А ако се случи тоа бакнување или тој допир без страсти, значи обично бакнување, тогаш тој абдест е коректен и може човекот, значи, да се клањат, како што се случи тука во оваа ситуација со пекамберот салаллаху алейхи ва селам. Значи, разликувај дали тоа е секој се знае за себе си. Значи, секој знае за себе си најдобро, кога се најдуваат во ваква ситуација, во ваква конкретна ситуација, дали тој тоа го има направено со страсти или без страсти. И треба да се плашат од Аллах субханаху ва таала, зошто Аллах субханаху ва таала знае што чувствува тој глабоко скришно во неговото срце. Значи, тој може би тие страсти можат да ги скриет пред неговата сопруга и пред други луѓе, но пред Аллах субханаху ва таала не можат. Така треба да се плашат од Аллах субханаху ва таала, да знаете дека Аллах субханаху ва таала го гледат него и дека Аллах таала има знаење за се што чувствува тој и што открие тој во неговото срце, така што ако се случуваат со страсти, треба да земит повторно абдест. Ако не е со страсти, тогаш нема потреба за повторување на тој абдест. Следниот хадис, а тој е عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه مسلم. Овој хадис што го пренесуваат Абу Хурейра радијаллаху ан, да пекамберот салаллаху алейхи ва селам велит, кога некој од вас ќе почувствува нешто во неговиот стомак. Кога некој од вас ќе почувствува нешто во неговиот стомак. Дали имат нешто излезено, значи тој слушат гласови во неговиот стомак. И тој е во несигурност тогаш, дали имат нешто излезено надвор или не имат излезено. Вели пекамберот салаллаху алейхи ва селам, нека не излагат тој човек од џамија, се додека да слушнит јасно глас, да излагат од него, значи од задниот дел, од задницата, да излагат, значи, глас, или да почувствуват мирис. Значи, јасно почувствуват мирис. Значи, или глас, не само, значи, мешање на мејот, не е тоа доволно, туку вистински слушат испуштање
на воздух. Или во друга ситуација, значи, вистински помирисуваат, значи, мирис. Тогаш, значи, неговиот абдест се поништуваат. А само, значи, измешување, мешање, гаргорење во неговиот стомак, ова не го поништуваат неговиот абдест. Така вели шех Зейд рахимуллах во врска со овај хадис, дека човекот кога се абдестуваат и потоа тој имат сомнеш, се сомневат, но базата е тој се имат абдестувано. Тој сомнеш не треби тој да му посветит внимание. Значи, на тој сомнеш не треби тој да му посвети внимание. Кога тој знаат веќе цврсто дека имат земено абдест и немат ништо слушнато, само се сомлеват. Значи, тука го остават тој сомнеш на страна и продолжуват на она сигурното базата. Исто обратно. Ако тој знаат цврсто дека тој не е со абдест, не се немат абдестувано, и идет намазот и си вели себе си, може би јас имам абдест? Не. Базата е тогаш, ти немаш абдест земено. И сигурното е да ти немаш абдест земено. Тогаш земаш абдест поново. Значи, не се потпираш, не градиш на сомнежи. И исто вели шех Зейд рахимуллах, што е важно од овој хадис што учиме ние, да човекот не продолжуват со неговите весвеси. Зошто тука, значи, может шејтанот да најди слаба точка кај човекот и тој да влези, значи, во овие работи, во весвеси, во сомнеши, во колебања и така на крај да му стане неговата вера тешка, да се изморит и изнемоштит и на крај да оставит практикување на неговата вера. Зашто имат, значи, како шех Абдулла Бухари хафидахуллах ни кажа во Медина, дека имало студент во Медина што такви големи весвеси имал, што на крај го оставил Исламскиот универзитет во Медина и се вратил во неговото место и шех Абдулла Бухари рече: Аллаху а'лам, Аллах знае најдобро дали тој човек е денеска муслиман. Значи, тие весвеси можат толку човекот да го донесат да тој дури и да излезит од верата. Зашто шејтанот не му интересират, не му е гајле како ќе те заблудит. Главна работа е да паднеш во заблуда. Како? Со кој? Дали со весвеси, дали со страсти следење, дали со позиции барање и слични работи, главно е да се уништиш себе си. Да си го уништиш, а потоа дуњалокот и на крај ахиретот и да бидиш од загубитниците. Значи, во вакви ситуации не се базираш на сомнежи, туку на она што е цврсто јасно и не дозволуваш на себе си да продолжиш во тие сомнежи. Не смеш во никаков случај. Значи, лекот на весвесите е да ги оставиш, оставање. Да не им обварниш никакво внимание. Во моментот кога ти посветуваш на нив внимание, ти си во кошот, во мрежата на шејтанот и тој ќе покушуваат што и што повеќе да те заморит, да те изнемоштит и на крај, значи, да ја оставиш твојата вера. Имат луѓе, земат абдест сат време, 2 сати. Зошто? Кога стигнува тој кај ногата, не е сигурен дали ја имат измиено неговата рака. Или, кога мие неговата рака, не е сигурен дали го измил неговото лице.
и така, тој увек се враќа, после потоа не е сигурен дали раката, дали ногата, дали ушите, дали главата, месхот, нон-стоп го повторуваат абдесот, сат, 2, 3, седва абдестана, повторуваат абдес, луѓето се клањале, излегле, тој повторно, значи, се најдуваат во земање на абдест. Овие работи, значи, човекот требит врвно да седит далеку и лекот за нив е да ги оставиш. Значи, ако ти дура тебе весвеси, одма автоматски ги оставаш настрана. Не им обврнуваш внимание. Зошто му отвораш тогаш на шејтанот една врата, кој може тој да те гаѓа и да ти го повредува твоето срце. Следниот хадис, а тој е عن بصرة بن صفوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وابن حبان. Овој хадис што го пренесуваат Бусра, една сахабинка, керка од Сафуан, да пекамберот салаллаху алейхи васелам велит: кој го допират неговиот генитален орган, тој нека земит абдест. Значи, кој допират неговиот генитален орган, тој нека земит абдест. Значи, неговиот абдест е што го имат, ако го имат пред тоа абдест, го имат со тоа поништено. Шејх Зейд рахимахуллах велит дека во хадисот на Бусра ради Аллаху анха содржуваат аргумент дека допирање на гениталниот орган или на задникот, значи, дали е тоа гениталниот орган или задникот исто, допирање на тие работи, директен допир, без никаква препрека, тоа го уништуваат абдестот на еден човек или на една жена. Дали е тоа допирање на својот генитален орган или на некој други? Тука треба да напомниме, за да бидиме во јасност, со примерот се разјаснуваат работењето, како што велеше Шех Абдул Бухари хафизахуллах во Медина, а тоа е, на пример, допирање на задникот на едно бебе или предниот дел од органот, кога го чистит мајката. Кога го чистит мајката, го допира, значи, го измиуваат, тогаш, ако има таја абдест, или тој татко, ако го прави тоа, му се поништуваат абдестот. И требит тој или таја да го повторат абдестот. Следниот хадис, кој го спомнуваат авторот Ибн Абдул Хади рахимахуллах, тој е عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونه حجاب فقد وجب عليه الوضوء. Значи, овој хадис го објаснуваат она мислење на Шејх Зейд рахимуллах кој го спомна предходно, а тоа е, го пренесуваат Абу Хурейра ради Аллаху анху од пекамберот салаллаху алейхи ва селем, да пекамберот салаллаху алейхи ва селем велит: кој го допират неговиот орган, дали е тоа предникот или задникот, и нема никаква препрека, тогаш му се задолжуваат на него да земит абдест. Пренесуваат Ахмед ат-Табарани, Даракутни, Ибн Хибан и Хаким. Следниот хадис, а тој е عن قيس بن طلق الحنفي عن أبيه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل: مسست ذكري، أو قال الرجل: يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء؟ قال: لا، إنما هو بضعة منك. Овој хадис што го пренесуваат Кајс ибн Талик ел-Ханефи од неговиот татко, значи Талик ибн Ханефи кажуваат: јас бев седнат кај пекамберот салаллаху алейхи ва селем.
i еден човек праша што е со еден човек кога тој неговиот орган го допират. Тогаш му одговори пекамберот салаллаху алейхи ве селем, тој е дел од тебе. Тој е дел од тебе. Но, како што вели шејх Зейд рахимуллах, дека хадисот на Бусра е подобар хадис, појак хадис во синџирот од овој хадис на Кајс ибн Талқ. Зашто ова е, значи, не се земат абдест. Иако се случува, значи, без никаква препрека. Го допираш, значи, органот, предниот или задниот, и без препрека не се расипуваат. Спрем овој хадис на Кајс ибн Талқ ал-Ханефи. Но хадисот на Бусра, значи, го кажува спротивното. Кога се случуваат вакви работи, алимите гледаат исто, значи, кој синџир е појак, кој синџир е по-веродостоен, по-аутентичен. И исто можат да се соберит, значи да се соединит хадисот на Бусра и хадисот на овај Кајс ибн Талқ ал-Ханефи рахимахумуллах ва радијаллаху анхум, значи можат кога се случува да го допри тој со препрека. Кога имат препрека, значи тогаш не се анулират тој абдест на тој човек. Потоа, следниот хадис, кој го спомнуваат Ибн Абдул Хади рахимахуллах, тој е عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل. قال أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. رواه مسلم. Ovaj hadis koji je preneset od Džabir ibn Samura radijallahu anhum, дека еден човек го праша пекамберот салаллаху алейхи ва селем следното: Ја Расулаллах, дали да земам абдест кога јадам месо од овца? Дали е тоа кувано месо, печено, грилирано? Дали да земам абдест? Пекамберот салаллаху алейхи ва селем одговори: ако сакаш, можеш да земиш абдест. А ако сакаш, можеш и да не земаш абдест. Значи, тебе тоа ти остануват. Ти сам одлучуваш. Во врска со месото на една овца. Потоа, продолжи тој човек да го прашува пекамберот салаллаху алейхи ва селем и му рече: дали треба да земам абдест ако јадам месо на една камила, камилско месо? Пекамберот салаллаху алейхи ва селем му рече: да. Значи, кога јадиш месо од камила, треба да земиш абдест. Значи, пак повторно тука ни станува јасно дека овде нема логика. Значи, логиката оставија во тачната твоа. Логично како сега сакаш да сватиш зошти не земање абдест од нема потреба се земит абдест од месо на овци, а има потреба се земит абдест од месо на камили. Тоа е наредба. Ти си роб. Ти треба да сватиш, ти си роб. Тебе ти се наредуваат. Ти ќе бидиш прашан. Аллах нема да биде прашан. Ние ќе бидеме прашани. Значи, од овој хадис, значи гледаме дека кога се работи за месо од една овца, човекот сам може да одлучи дали ќе земит абдест повторно или не. Ама кога јадит месо од камила, дали е тоа кувано, печено, пржено, грилирано, се земат абдест. Потоа човекот го праша пекамберот салаллаху алейхи ва селем други работи, а тие се
da li mi je dozvoljeno da se klanjam vo mesto to kada što stoat ovcita. Znači vo stadoto, kada što se držat ovcite, da li mi je dozvoljeno da se klanjam tuka? Pejgamber sallallahu alejhi ve sellem reče, da, dozvoljeno ti je. Potom go praša, a da li mi je dozvoljeno da se klanjam vo mesto to vo stadoto kada se držat kamilite? Pejgamber sallallahu alejhi ve sellem reče, ne. Ovaj hadis je prenesen znači vo sahih Muslim. I šejh Zaid rahimullah velit, deka vo vrska so kamilsko to meso imat, znači dve mišljenja. Nekoj alimi se su mišljenje to, deka nema potreba za povtoruvanje na abdestot. No, po autentičnijot i po sigurno to mišljenje da ti, koga jadiš kamilsko meso, da go povtoriš abdestot. Isto, druga rabota, koju učime tuka, koga go praša sahabijot, pejgambero sallallahu alejhi ve sellem, vo vrska so izvršuvanja na namazot, vo mestoto, vo stadoto, kada se držat ovcite, deka je dozvoljeno. Тоа докажуваат и содржуваат дека урината на овците е чиста. Дека урината на овците е чиста. Исто така, урината на камилите е чиста. Но забраната да не се кланя човекот во местото каде се држат камилите, а лимите, имаат спомнато од мудроста е, да камилата можат човекот да го нападнит. Значи да го нападнит значи да биде неговиот живот загрозен. Значи може да го убиет. Што кај овците не е тој случај. Значи овцата по природа е меко животно, не е животно кој напаѓат, а камилата значи може да се случи, значи да го нападне човекот и тоа нападнување да има последици да му го загрозит на тој човек животот. Затоа забрани пекамберот салаллаху алейхи ва селем да се клања човекот во стадото каде се држат камилите. А во врска со урината на камилата, таја е чиста. И дури како што дојдоа луѓе кај пекамберот салаллаху алейхи ва селем и беа, значи има болести, заболени беа, пекамберот салаллаху алейхи ва селем ги испрати во селата и им нареди да пијат од млекото од камилите и урината. И ова, се некој може да кажуваат, па како ова, што е ваква оваа вера да се пиет значи урина од камила. Денеска, само ова да го напомниме, за оние што имаат слаб, значи иман и слабо срце. Значи, денеска, со ова твоја врвна медицина, што ти толку мислиш од неа дека таа врвна е, имаат докажано дека дури урината на камилата можат да имат ефект во подобрување на болеста од ракот. И други болести. Но ова не се прави, значи, пиење на урината на камилата, се некои браќа, кога дојшле во Медина, го слушнале тој хадис и пошле, значи, кај бедуините и барале, значи, од урината и пиеле, значи, пола литри така натаму. Ова не се прави, значи, тогаш, туку се прави, значи, кога човекот е болен, има потреба и, како што вели Ибн Кајим рахимуллах, дури треби тогаш таја урина
да се помешуваат со млекото од камилата. И млекото на камилата, имат, се разликуваат од млекото на една крава, на една овца и така натаму, како што велат, денешната медицина, најблиско млеко од животните, што е најслично со млекото на мајката за бебето, е камилското млеко. Камилското млеко. И затоа Аллах субхана ва таала вели во Куранот: афала јанзуруна илал ибили кајфе хуликат. А не гледаат тие камилата како е таа создадена. Аллах таала спомнуваат пред ва ила семаи кајфе руфиат, и како е небото кренато, и како се ва илал џибали кајфе нусибат, и како се поставени планинето, ва илал арди кајфе сутихат, и како е земјата. Аллах субхана ва таала спомнуваат создавањето на камилата, пред создавањето на небото, на планињето и на земјата, што се огромни створенија. Следниот хадис, што го спомнуваат Ибн Абдул-Хади рахимахуллах, а тој е وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه ولم يذكر ابن ماجه الوضوء. Овој хадис кој го пренесуваат Ебу Хурейра радијаллаху ан од пекамберот салаллаху алейхи ве селем да има речено: кој ќе измиет едно џеназа, тој треба да се гусулит. А кој ќе носит едно џеназа, на неговото рамено или на раце, кој носит едно џеназа, тој треба да земит абдест. Шейх Зейд рахимуллах велит во објаснувањето на овој хадис дека вистината е зашто Ебу Давуд рахимуллах спомнува дека хада менсух, дека овој хадис, оваа пракса во овој хадис е анулирана, односно аброгирана. Не се работит. Тоа спомнува Ебу Давуд рахимуллах на крај, на овој хадис во неговиот сунен. Дека е, е аброгиран овој хадис. И исто Бухари велит дека имам Ахмед рахимуллах велит, и исто Али ибн Аби Талиб рахимуллах велит дека во врска со ова меселе нема ништо што е аутентично. Со други зборови, хадисот не е аутентичен. Немој да мисли некој дека ако измиете едно џеназа, му е задолжно да се гусулит. Не. Исто така, ако носите едно џеназа, нема потреба тој да земи повторно абдест. Туку абдестот негов е коректен. Но тој ако се измиет, ако се искапит, поради чисточа, што може би се испотил и така натаму, тоа е поради тие причини. Ама директно да има тој страф и да мислит дека се има неговиот абдест анулирано и треба да се гусулит ако го имат измиено џеназето, или да се абдестит повторно ако го имат носено тоа џеназа, не е тоа барано од него. Биднилахи таала, ние сме на крај во ова поглавие и идната недела ќе продолжиме со ново поглавие, исто така во книгата на чистотијата. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.